Сојузот на синдикати ќе ги одбележува првомајските празници со солидарен марш низ улиците во Скопје, во чест и сеќавање на историската борба на работниците од целиот свет за унапредување на нивните права. Ние вршиме моментално припреми од синдикалните организации, од предпријатијата и установите. Бројката уште не ја знаеме, потенцијална бројка која би отишла за Скопје. Меѓутоа се надеваме дека до овие наредни денови ќе утврдиме таа бројка. Значи протестен марш со мотото за колективни договори, за сигурни работни места, работен однос на неопределено време и сигурни плати. Целта е да се подигне свеста на работниците дека треба да се борат за да ги заштитат своите работнички права. Иако се одбележува овој ден, од синдикатот велат дека дел од многу фирми овие правилници не ги почитуваат. Еден лош пример ние се бориме за сигурна плата. Ево, например, во Рудници Летово. Тамо фирмата, иако работниците влегуваат 300 метра под земјата и произведуваат труда, овие последните 5-6 месеца тие никогаш не се земале плата до 15, како што кажува Законот за плати. Додека по повод 1 мај, денот на трудот и со оглед дека празникот оваа година е поврзана со викенд деновите, се очекува масовно напуштање на домовите и голема фреквенција на луѓе и возила, посебно кон излетничките места. Поради тоа, од ЦВР Штип апелираат до сите граѓани пред да ги напуштат своите домови и да ги превземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби, односно да ги заклучат влезните врати, вратите од балконите, терасите, гаражите и подрумите и клучот да го остават кај најсигурниот сосед. Кога станува збор за учесниците во патниот сообраќај, исто така укажуваат на крајно внимателно однесување и апелираат до сите возачи да се воздржат од конзумирање на алкохол кога управуваат со моторни возила и брзината на движење да ја приспособат според условите и состојбата на патот, со цел нивната безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. А при палење на огнови за подготовки на скари предупредуваат на крајна внимателност поради опасноста од предизвикување на пожари.